Ова не е нормално. Не е држава ова. Банката ми го фалсификувала подписот и ме ограбила. Бизнисменот и собственик на фирмата за трговија Eurotrade, Евтими Сиров, на лист хартија се подпиша за да докаже дека со фалш подпис преку неговата сметка Комерцијална банка перела пари. И Сиров раскаже дека се почнало на 13 февруари 2009 година, кога тогашната Инвестбанка со која немал деловни односи, му отворила сметка и одобрила на неговата фирма кредит од 60 милиони денари за увоз на маслото Флориол. Тој тврди дека ниту подпишал барање за кредит, ниту на банката и дал бизнис план, ниту знаел дека парите му легнале на сметка. Не знам оти ми дали кредит. Не сум работел ништо со нив, со банката немам работено со Инвестбанка ништо, апсолутно ништо. Парите не сум ги барал. Тие пари не сум ги барал и јако 60 милиона, кога се почудив, ми беше чудно се, не ми се верува дека е тоа вистина. Не е мој подпис, врска нема, например, нели? Не е тоа мој подпис, појма немам дека сум имал кредит. И Сиров кредитот од речи се 1 милион евра требало да го врати за 10 дена. Ми го дава кредитот на 10 дена. 10 дена. 10 дена кредит, 60 милиона, да земете милион евра, треба да не сте токму. Но парите не останале на сметката во Инвестбанка, туку истиот ден биле префрлени на неговата сметка во Комерцијална банка. Истиот ден, вели Сиров, парите, иако биле во собственост на Eurotrade, без одобрение Комерцијална банка ги прераспределила на незината подсметка. 3 дена потоа, Комерцијална банка ја одобрила нов кредит на сметката на Исиров во истиот износ за отплата на првиот кредит од Инвестбанка, со рок на враќање повторно за 10 дена. Тој тврди дека на договорите каде има негов подпис стојат датуми кога тој не бил во Македонија. Поима немам дека кредит ми даде. Ја патував Индонезија, Кина, Тајланд, Виетнам, на секаде сум одел, кредит не сум барал од нив. Ова е фалсификат. Се што е правено, ова подпис не е мој, уопште нема шанса. На 9.9.2009 година јас сум на пат, ми даде кредит. На 20.10.2010 јас сум на пат, ми даде кредит. Не сум тука, ме разбирате? Не можам ништо, се. Тоа е крадење кредити колку сакате ми давале, например. Не сум ги земал кредитите, они само плячка и си ги префрлуваат парите. Нивни шеми се тие. Не можам да влезам у тие шеми што правеле. Ме разбирате? Не можам, тие се шеми по кои они крадат, не само мене, и други фирми, мене ме докраде. И Сиров праша зошто Комерцијална банка само иницијативно и пред време го вратила неговиот кредит во Инвестбанка. Собственикот на Eurotrade вели дека не знае кој дал право на Комерцијална банка да отплаќа туѓ кредит и тврди дека не поднел бизнис план до банката за да објасни за кои потреби ќе ги користи парите. Отидов и во Комерцијална банка, не ме примат тие директорите, барав средба со Хари Косо, барам со Илија Илјовски, втор човек е тамо, нема ништо. Испративме прашања до Комерцијална банка. Конкретни одговори не добивме. Од банката одговорија дека немаат намера преку медиуми да се расправаат со фирми или поединци чии односи со банката се деловна тајна. Од Комерцијална банка одговорија дека на ниедна фирма или поединец им немаат одобрено кредит без соодветно барање, одлука од надлежен орган и подпишан договор со странката. Од банката прашаа зошто досега странката не покренала или не добила соодветна обвинителска или судска пресуда за ваков измислен случај, но и Сиров случајот со Комерцијална банка го пријавил во финансиската полиција, која води предистражна постапка.